И пошто нели ја решивме нафтата, сам кој што гледате ако во свето паѓа кај нас, држиме ни е стандард цена да се направи некој динар бе све. Па кога ќе поскапи уште еднаш потаму и ние ќе ја поскапиме, а во меѓувреме да не рипаме многу, да не правиме редици по пумпи. Пошто тоа го решивме, јас си велам да се подвратиме малце на насилството, да направиме муабет за уште една тема за која никој не збора, а тоа е за насилството врз мажите од страна на жени. Пошто и тоа го има. И тоа е уште по-табу тема. Там имаме ние многу табу теми, а многу работи наеднаш се дешаваат кај нас бе човек. Не може човек да дозбора. Кој ме прашат од кај ги наоѓаш темите кај ти текнува, море сами се ред. Сами си да. Кој ги бараш не можеш да ги најдиш, кој ќе ни бараш сами се кота. Како впрочем и кучината улична. И таа е тема што треба да ја правиме муавет, ама добро. Здравје Боже ќе биде. Сега прво дурпиеме од скапата нафта, да зборниме за мажите и нивните трпенија. Божи, ајде ба те пушта. Иако многу пати знам да кажам дека сосеќам кога да живееме во среден век, пошто уште се расправаме со насилства по куќите, со војни низ свето и со такви глупости, сепак мора да признаеме дека малце од малце има разлика од порано. Пошто пример во среден век било нечуено жена да си живува врз маж. Обратното било секојдневие, не е оправдано, далеку од тоа. И затоа се бориме да го смени. Арно, ама па ова не било чуено воопшто. Значи како сајаш речи, иако жените се уште не се стигнати таму кај што треба да бидат во општеството, се уште ги немат сите прави така натаму, сепак, барем кога се работи за домашно насилство има некој напредок. И то воопшто не е за гордење, ама така е. Вие знаете колку мажи има што трпат по дома, бе? Не сте свесни колку ги има. Уште поако голем број од нив немат ни појма дека трпат, се уште не знаат. Мислат дека така треба, ка така му е на сите. Убаво си викам ја среден век, Моцарт, кози фантути, така прат сите, класика. Тоа е најмногу табу тема заради тоа што ај што ќе рече. Еве да речеме ти си маж. Самиот збор маж треба представува сила, моќ, посилен пол, појаки физички способности и така натаму. А од друга страна, дома ја јадиш метлата по врато од човече упола помал од тебе со далеку послави предиспозиции. Ај се најди на за. Ај оди кажи му на некоја те ви. Сам да сме здраво општество би требало да е нормално да можеш да го кажеш тоа. Ама ако кажеш таква работа овде бате, со здравје си го носиш. Од тука натаму ти си тепанио. Ама не дали си сакал ти, дали психички те годело, знаеш како? Кој те прашва бе? И затоа многу мажи ќутат и трпа. Сега до душа бидиме фери, жените цел век ќутеле и трпеле. Сега конечно почнуваат да си го наоѓаат гласо и треба да си го најдат, ама исто така треба да си го најдат и мажи. И да се разбериме, не правиме споредба. Насилството врз жените е далеку побитно и далеку поголемо и помногу бројно и сите марифети. И не се фаќајте одма за пуш. Ама сакам да речам, гаранца некоја си помислува, нема ти што да си речи. Сакам да речам дека насилството не сме да го има воопшто нигде. И знаеш, многу жени и на такарта играт, демек цел век некој ги команда жени, сега тие ќе команда. И сега ќе му вратат на мажите злобни за сите векови угнетувања. Чекајте малце бе другари. Не може така да биде. Зошто некој со чиста душа ни крив ни должен да трпи заради некој таму што правил пред 5 века? Ајде ви се молам. Вие сте поголеми од тоа. Виж сега сватив дека изреката е биди поголем човек. Не е направена пород да биди поголем маж или биди поголема жена. Од ако речеш биди поголема жена, со здравје си го носиш ба. Макар што денешно време не можеш ни да му погодиш кој е маж, кој е жена, кој шо е. Ама добро, друга тема е таа. Битно муабето ми беше има многу мажи што се угнетувани по дом. Можда не се физички напаѓани и така натаму, ама психички партал психата направи. И го гледаш некој добар, одличен, цел век, супер, све пропил на старо. Проблеми, не дај Боже, дроги ти реков ми рече си ка што му стана на човекот. Јади метлата по врата, аз да ти кажам. И чудна работа тоа обично му се случува на добри луѓе. На лош човек таква работа не му се случува. Не си играш ти со лош човек, ама ако начекаш некој добричи, гази несто. И јас пример, пошто сум човек што е отворен и луѓето обично се сеќаат отворени кон мене и му е лесно да зборат, многу пати имам правено муавет со луѓе на оваа тема. И 99% го велат исто. Вика брат, чудна работа. Поголем сум дупло, посилен сум 6 пати, поспремен сум 1000 пати. Значи не може опасност да биде кон мене. Арнама вели, ме опули и замрзнав готово. Вика го ги ококори очите, кој ќе ми се дај и готово, губам и способности и сила, нозе се сеќат, крај. Кутри деца кога ги замислиш пример токмак 2 метра, оди дома и некој метро и желба за растење, го чапнува, пепел го прави. И вистина може не е за смење, ама не може. Едноставно смешна слика се ствара во главата и затоа му е страф на луѓето да зборат за тоа. Не треба му е страф, пошто очигледно не се сами. Има еден тон луѓе што врват низ исто. И то буквално низ исто. Други кои ти раскажуват да не ти се верува колку се поклопват приказните, како копи пасте, како некој да ги чита и да ги прави. Што и не ме чуди, пошто жените по форуми се си кажуват и се си прави.
прави. Ама стварно е неверојатно колку личности имат тие прикази. А дека не е за смеење, воопшто не е за смеење. Јас немам да разберам, човече. Значи ти влегваш во една врска, познаваш некоја личност, времиња, гледаш дали ти одговара, не ти одговара, си наоѓате некој заеднички муабет, што викаме, фаќате заеднички пат. И сега земаш ја малтретираш личноста. Зошто бе? Шо ветера? Која е таа омраза што ја чувате длабоко во себе и од кај извира за да малтретирате други личности? Ами на заеднички пат тргнуваш со некој. Треба ти е приоритет на тој некој или некоја да му е поубаво во живот, а нив да му е приоритет да ти биде тебе поубаво за работата да цути бе брат. Не треба тоа ти обврска, треба мерак да ти биде. Јас сум изгорен да направам жената се смеи да му е поубаво, да ми се кљафти низ дома да јачи стан. Изгорен сум убо да му направам на сите што ги познавам, пошто така сакам да биде. Не те очекувам сите и мене убо да ми направат, ама ако му направам на сите да му е убо, прво јас ќе се осеќам преубо, пошто јас сум го постигнал тоа. Друго здравие Боже, може да и нив некојаш ќе му текни да направат мене убо да ми биде. Пошто имаше порано на доброто со добро се враќа, денешно време не е баш така, ама ако правиш добро, некогаш може да ќе ти се врати. Ама сигурно нема ти се врати добро ако правиш лошо. И ако му мислиш лошо на луѓе. Ако ги малтретираш физички, психички, небитно, то дефинитивно нема добро, а ти дој си па што сака не. Што значи ако сакаш да правиш лошо и ако сакаш лошо да ти се враќа и лошо да ти биде и малтретирање да има цело време и глупости, тогаш веројатно како што рековме треба да се разговара со некој. Фала Богу има луѓе што сакат да разговарат, што можат да ти поможат, стручни лица. Значи не можам да верувам дека таквото понашање се нормализира кај. Нешто се нормализира, се гордеат луѓето, пример жените што малтретираат мажи и мажите што малтретираат жени. Горди се на себе си човече, раскажуват на другари на другарки, вака направив, така направив. Што се гордееш мора. Што демек постигна нешто. Демек поголема личност си сега. Што браво ти велат ти во друштвото, ти се смеат. Ти мислиш дека правиш нешто многу јако и дека тие мислат дека си многу јака личност, ти се смеат, всурат ти се смеат. Си го фрлаш живото за луѓе што ти се смеат в лице и не можеш да сватиш тоа на момент. Ќе го сватиш некогаш кога ќе е предот. Пошто ако едно нешто е сигурно овде кај нас, е дека народот е изгорен да се сити на глупостите што и прат луѓето и на лошите моменти. Значи го направиш нешто убаво, може ќе ти речат браво, може и не. Никој не ќе те види нарно. Чудна, не разбирам зошто, ама никој не ќе нарно те види. Освен можда јас. Јас од срце на сите му посакувам, дај Боже на сите да му е поубаво од мене. Дај Боже од душ. И тоа сум сигурен дека и мене ќе ми биде поубаво. Арно, ма луѓето не се така. Луѓето се изгорени да слушат вакви глупости за да ти се ситат. Никој не те велича и не те сили од ти си многу јак или јак. Те силат од ти се ситат на глупостите што прави. Од ти се смеат зад грб. Зато тоа се случи. И јас знам дека боли та вистина кога ја слушниш, ама тоа е факт над сите факти. Јас разбирам дека има луѓе со расстройства што за свое сопствено задоволство малтретираат други луѓе. Тоа дефинитивно го има и постои. Троне ми се верва колку е често, ама го има. И за тоа има места кај што треба да се оди, луѓе со кои што треба да се збора. Ме чуди што никој ништо не презема за таквите работи, се нормализира. Аве таков е тој потаби. Како бе таков е потаби? Од ќути што ќе речи народот, не, никако зборање, никако, како ќе речиш нешто така за некој твој? Боре, ако е таков човекот, таков е. Точка. Ако ти го гледаш нештото од најмала возраст и не преземаш ништо, тогаш сите понатамошни акции што ќе ги направи лицето со такви расстройства треба да одат и на твоја сметка. Треба и ти да бидеш казнет или казнета, и ти да ги сносиш последици. Од нашето дете е најмирно, најпаметно, тој никогаш не би направил ова, не, тој е супер, смена ова да е речи. И то не оти не го гледат родители, го гледат многу. Арно, ама како да го кажат то негде, како да се разговара со некој, нему, што ќе речи народот, срамота. Срамота. Зато смена ова да е речи. И зато правиме муавет за вакви теми, кога би можеле да правиме муавет за нешто многу поубаво. Арно, ама на крај на денот, знаеш како? Кој те праша, бе? Темите ќе сидат, ние ќе си ги зборам, животот ќе си бега и тоа е тоа. Толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.